можам да кажам дека сме револуционери на ова поле во цела држава. Се надевам дека нашата идеја ќе ја следат училишта од цела Македонија и брзата храна полека, колку и тоа тешко да изгледа, ќе почне да се заменува со здрава храна и децата ќе почнат да сваќат дека не е се во сендвичите и хамбургерите, дека има многу други работи кои можат да се хранат со нив, да пијат, да бидат и вкусни, да бидат и корисни за нивните млади организми. Веќе кога сме на крајот од реализацијата, може да кажеме дека сме многу горди и тоа што го очекуваме е дека успешно ќе продолжиме по патеката, значи очекуваме дека ќе биде профитабилно остварлива, а најголема очекување е тоа дека ќе ги сменеме нездравите навики кај ова млада популација која што треба да биде и наша таргет група. Имате предприемачки? Да, дефинитивно. Значи, тие го согледаа проблемот и го дадоа идејното решение за ваквиот проблем. Инаку предприемништвото веќе е расширено многу кај младата популација. Училиштето Јане Сандовски е едно од првите 5 наградени проекти, можеме да кажем и прво училиште кое што го комплетира делот на проектот за имплементација, сега можат официјално да почнат да работат. Планираме 15 вакви проекти во Македонија да поддржиме и ќе работиме не само со ученици, него и со наставници. Значи, наредниот чекор ќе биде како сега понатаму и другите генерации да бидат офатени од оваа програма. Значи, да се обидеме овие делови на предприемништво, да ги вклучуваме во наставната програма и идните генерации да се надеваме дека ќе имаме уште повеќе предприемачи и менаџери за понатаму. Денес на денот на виното и љубовта, ние сакаме да го означиме и денот на здравата храна. Како што овој простор е полн со луѓе денес, така да биде и понатаму секојдневно. Да биде претесен за сите оние добронамереници што сакаат да конзумираат здрава храна. И ова да биде почеток на една приказна, а ние да бидеме само пионерите во неја.